Крајот на ноември 1943 година. Народно-ослободителната војна и социјалистичката револуција во Југославија се повеќе постигнуваат победи во борбата против окупаторот и домашните предавници и соработници на окупаторот. Непријателот и окупаторската власт се повеќе ја сознаваат својата немоќ да го уништат револуционерниот подем на југословенските народи и народности. Пламенот на револуцијата и од неа прокламираните цели и надежи се повеќе стануваат историска конкретна реалност. Револуцијата со целото свое битие, со развојот на оружените сили и на народната власт, со морално-политичкото единство на широките народни маси, со конкретното остварување на платформата на Комунистичката партија на Југославија по националното прашање, практично докажуваше дека работничката класа на Југославија, предводена од Комунистичката партија на Југославија, ги остварува историските задачи. Се трасираше патот кон слободата и рамноправноста на југословенските народи и народности во идната Југословенска федеративна заедница. Сведоштвото на оваа историска величина му припадна на малото босанско градче Јајце. На 29 ноември 1943 година, тоа во своите слободни пазови обезбеди непречено работење на делегатите на југословенските народи и народности да ги донесат историските одлуки на второто заседание на АВНОј. Во државноправните акти од уставно значење, донесени на заседанието, се вградени рамноправноста на нациите и народностите во Југословенската федеративна заедница. Федерализмот, изразен во одлуките на АВНОј, представува историско реален вид на самоопределувањето на нациите во Југославија. Уредувањето на идната држава го има за појдовни идејни и политички основи правото на секоја нација и народност во демократската и федеративна заедница самите да го уредуваат својот заеднички живот. Во контекстот на овие историски конкретни настани и остварувања, работничката класа на Југославија со својата авангарда Комунистичката партија на Југославија покрај класното го презема и решавањето на националното прашање во револуцијата. Ова историска појава внесува суштински нови компоненти во битието на Југословенската револуција, а со тоа и во револуцијата на македонскиот народ и народностите во Македонија. Решавањето на националното прашање во револуцијата го презема работничката класа на Македонија, која во прокламираната Титова девиза «Братство и единство на нациите и народностите» изградуваше трајни основи на целосен национален интегритет на македонскиот народ и на неговата рамноправност. АВНОј со своите одлуки ја утврди Македонија како една од федералните единици во новата југословенска држава, заснована врз федеративен принцип. За прв пат во својата долгогодишна борба за своја национална и социјална слобода, македонскиот народ го извојува своето право на самостоен национален живот и развој. Во одлуките на АВНОј, македонскиот народ доби признание и потврда на неговиот субјективитет, што го остваруваше во текот на револуцијата. Со ова се зацврсти и неговиот државноправен и меѓународноправен субјективитет, зашто сега никој друг освен македонскиот народ и од него избраните представници не можеше повеќе да ги представува неговите легитимни национални интереси. АВНОј ова го изрази во повеќе модалитети на актите што ги донесе. Во основата на овие акти се поаѓаше од поставката и сознанието дека македонскиот народ во заедничката борба против окупаторот е исклучив субјект на револуционерните процеси и преобразувањето што се вршеа во текот на револуцијата. Југословенскиот федерализам, кој отпочна да се изградува уште со самиот почеток на револуцијата, врз политичката платформа на Комунистичката партија на Југославија и нејзините стратешки основи за националното прашање, овозможи делегатите на АВНОј да донесат одлука за одземање правото на така наречената југословенска влада во странство на законска влада, а на крал Петар да му се забрани враќањето во земјата.
Целите на револуцијата на македонскиот народ и народностите во Македонија со овие одлуки на Авној добија дефинитивен уставноправен израз, а самата револуција предводена од страна на Комунистичката партија на Македонија и полна политичка победа. Одлуките на Авној не познаваат компромис по националното прашање и не прават концесии било во кој вид, како тоа редовно се случува кога решавањето на националното прашање го презема буржуазијата. Македонскиот народ се најде уште посилно обединет околу својата работничка класа и нејзината авангарда Комунистичката партија на Југославија, односно Комунистичката партија на Македонија, чиј легитимитет на представување на виталните интереси на македонскиот народ не можеше да биде од никого оспоруван или ограничуван. Со овие историско-конкретни сознанија за новата заедница и заедничкиот живот, врз основа на признавањето на македонската самобитност и гаранција за слободен и сестран развиток, македонскиот народ и народностите добија нови инспирации, а целата нација неслутен полет во борбата за своја национална и социјална слобода под раководството на Комунистичката партија на Југославија и на Комунистичката партија на Македонија. Одлуките од второто заседание на Авној предизвикуваат неслагање и отпор во средината на Отечествениот фронт на Бугарија, која беше под раководство на Бугарската работничка партија. Отечествениот фронт на Бугарија, односно Бугарската работничка партија, со декларацијата што ја издаваат веднаш по донесувањето на одлуката на второто заседание на Авној, сакаат да се наложат со своји ставови и да арбитрираат во определувањето на државноправниот статус на Македонија. Во декларацијата тие се спротивставуваат на правото на македонскиот народ на самоопределување, што тој го извојува во ослободителната борба и револуцијата, заедно со збратимените народи на Југославија под раководството на Комунистичката партија на Југославија. Се сакаше македонскиот народ и натаму да послужи како монета за подкусурување и како објект на делба, нагодби и концесии. Декларацијата е доставена до Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија и меѓу првите ја добива Кузман Јосифовски Питу. Тој ја препраќа до членовите на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија, кои се наоѓаат на слободната територија во Македонија. Давајќи оценка за неа, тој истакнува меѓу другото дека Отечествениот фронт во своите ставови по македонското прашање е двосмислен, неопределен, неодлучен и во многу нешта реакционерен. Со овие оценки, Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија наполно се согласува во својот одговор на писмото на Кузман Јосифовски, кој во ова време се наоѓа во Скопје во вршењето на подготовките за свикување на АСНОМ. Иницијативниот одбор за свикување на АСНОМ во својство на највисок политички орган на Народно-ослободителниот фронт на Македонија испраќа писмо до председателството на Авној, во кое го изразува општото расположение на македонскиот народ од донесените одлуки. Во писмото се декларира дека македонскиот народ во историските одлуки од второто заседание на Авној гледа дека неговата денешна народно-ослободителна борба против германско-бугарскиот окупатор е единствен правилен пат за испојување на национална слобода и рамноправност. Иницијативниот одбор исто така во декларацијата потврдува дека македонскиот народ е свесен дека само во заедница со другите братски народи на Југославија ќе може да си ја осигури својата среќна иднина. Во писмото упатено до врховниот командант на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Југославија, Јосип Броз Тито, иницијативниот одбор истакнува: под вашето мудро раководство, нашата млада Народно-ослободителна војска на Македонија исчисти многу краеви по нашата земја од гнасните германо-бугарски окупатори и така му овозможи на македонскиот народ, преку своите вистински представници, користејќи го правото на самоопределување на народот, да изрази својата слободна волја, да живее заедно со другите братски народи во нова, слободна, демократска, федеративна Југославија.
По 13-дневниот марш, главнините на македонските воени единици со членовите на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија и на главниот штаб на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Македонија, од ослободената територија на Западна Македонија на 18 декември 1943 година избиваат на територијата на Караџова во Егејска Македонија. На 20 декември, од трите баталјони на втората оперативна зона се формира втората македонска бригада. Во тоа време, во реонот на селото Фуштани, меѓу другите единици се наоѓа и батальонот Христо Ботев, формиран од бугарските војници од граничниот гарнизон во селото Коњско, кој заедно со својот командир Дичо Петров, по долга политичка работа на партијата, во ноќта меѓу 14 и 15 ноември таа година премина на страната на Народно-ослободителната војска. Заради остварувањето на револуционерните задачи на етапата по донесените одлуки од второто заседание на Авној, Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија и главниот штаб на неколку состаноци го разгледуваат прашањето за натамошниот развој на оружените сили и нивното омасовување на целата територија на Македонија. На 21 декември 1943 година во Фуштани, во присуство на 180 членови на Комунистичката партија на Македонија, делегати на воените единици и од теренот, се одржува партиско советување на кое се разгледани многу значајни прашања за натамошниот развој на револуционерно-ослободителната војна и на Комунистичката партија на Македонија. Членовите на Комунистичката партија на Македонија на ова советување со особено внимание ја анализираат работата на организациите и ги проучуваат стекнатите искуства од воените операции во Западна Македонија и во реонот на Кожув планина. Советувањето ја истакнува потребата од натамошно оспособување на членовите на партијата, за создавање слободни територии од поширок обем, да се разбиваат упориштата на окупаторот и неговите гарнизони, да се осмисли организационото прифаќање на новите борци кои се повеќе приоѓаат во редовите на Народно-ослободителната војска и слично. Овие задачи од партиско-политички и воен карактер ги оспособува и ги мобилизира членовите на Комунистичката партија на Македонија за нови акции и за нови револуционерни остварувања, поврзувајќи ги воените акции со идејно-политичките цели на револуцијата и на народно-ослободителната борба. На 22 декември во Фуштани се одржува и првиот конгрес на Народно-ослободителниот младински сојуз на Македонија. На него присуствуваат 280 делегати. Основните идејни поставки содржани во стратегијата на револуцијата и во политиката на Комунистичката партија на Југославија во рамките на Народно-ослободителниот фронт придонесе младината да стане значаен општествен фактор во организирањето на востанието во Македонија. Конгресот ја истакнува решеноста на младината да се бори против окупаторот до ослободувањето на југословенските народи и народности. Народно-ослободителниот младински сојуз на Македонија, обединет во антифашистичкиот сојуз на младината на Југославија, УСАОИ, ја истакнува потребата од се пошироко развивање на братството и единството на југословенските народи и народности, како гаранција на остварувањето на трајно заедништво врз основа на рамноправност и полна национална слобода во идната Југословенска федерација. Во текот на декември 1943 година и во првата половина на јануари 1944 година, за остварување на револуционерните идеи и класно-национално-ослободителните цели на револуцијата, се засилуваат оружените акции на ослободителната македонска војска против окупаторот. На окупаторот му се нанесуваат тешки загуби и тој е присилен на се повидно отстапување на одделни региони и населби, со што се зголемува ослободената и полуослободената територија. Во овие конкретни историски услови на оружени судири со окупаторот,
Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија и главниот штаб на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Македонија донесуваат одлука воените действија од Кожув планина да се пренесат и да се засилат во Централна, Североисточна и Западна Македонија. Се испишуваат нови страници од славните историски борби на Народно-ослободителната војска во Македонија. На 31. јануари 1944 година започнува познатиот февруарски поход. Првата македонско-косовска ударна бригада се упатува кон Централна Македонија и води жестоки борби со окупаторот во текот на целиот свој славен богомилски поход. Втората македонска бригада води постојани и жестоки борби против бугарскиот окупатор во реонот на комуникациите од Демир Капија до Гевгелија и во реонот на Кожув и Тиквешијата. Групата батальони се упатува на долг марш преку Источна Македонија до Козјак. Во текот на 25 дена, во најтешки услови, во постојани и жестоки судиви со окупаторот, изморени, гладни и боси, борејќи се постојано со временските непогоди и снежните вијулици, со надчовечки напори и херојски жртви, единиците на владата македонска војска успешно ги остваруваат своите започнати операции. Соединувањето и обединувањето на действијата на македонските, српските и косовските партизански и воени единици на територијата Куманово, Врање, Црна Трава има посебно политичко и воено значење и представува значајно постигање на заедничката народно-ослободителна војна и револуција на југословенските народи и народности. По обединувањето на војните единици на овој простор, главниот штаб на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Македонија ја добива и функцијата оперативен штаб за јужноморавските, косовските и македонските единици. Ослободителната војна од самиот почеток добиваше белези на социјалистичка револуција, како услов за јакнење и проширување на политичката основа на востанието и на оружената борба против окупаторот. Тоа не беше само војна против туѓинската власт и за истерување на окупаторот. Напротив, ослободителната војна носеше во себе длабоки револуционерни преобразувања, кои на севкупноста на ослободителната војна и дава нови белези на една во вистинска смисла на зборот револуција, која ќе ги реши како класното, така и националното прашање. Значаен елемент на длабоките револуционерни преобразувања кои се одигруваа во Македонија и кои на ослободителната борба и дадоа карактер на социјалистичка револуција, е воспоставувањето на народно-ослободителните одбори на ослободената и полуослободената територија како нова народна власт и како органи на ослободителната борба. Од овие почетни облици на народната власт, во текот на револуцијата се конституираа револуционерни институции на идната нова македонска држава. Реална основа во изградувањето на македонската држава во Југословенската федерација представуваше зацврстувањето и проширувањето на органите на народната власт низ цела Македонија. Иницијативниот одбор за свикувањето на АСНОМ ја презеде грижата да го обезбеди остварувањето на ваквиот развој на народно-ослободителните одбори и со тоа да создаде основни политичко-правни претпоставки за свикувањето на АСНОМ во своето прво заседание. Иницијативниот одбор во пролетта 1944 година донесува одлука за избор на градски, селски, околиски и окружни народно-ослободителни одбори, како и за изборот на делегати за првото заседание на АСНОМ. Со посебно упатство од 14. март 1944 година, упатено до сите народно-ослободителни одбори, иницијативниот одбор истакнува дека успешната борба на македонскиот народ е развиена до таков степен, што налага далеку поорганизирано да се изградува народната власт во градовите и селата и на целата територија на Македонија. Напоредно со ова упатство,
Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија на 14 март исто така испраќа посебно директивно писмо до обласните комитети, во кое се даваат упатства и задачи во врска со спроведувањето на писмото на иницијативниот одбор околу изборите на Народно-ослободителните одбори и делегати за првото заседание на АСНОМ. Во извршувањето на подготовките за свикување на АСНОМ, посебно значајна улога има членот на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија Кузман Јосифовски Питу. Со својата неуморна организационо-политичка работа во Скопје, Кузман Јосифовски Питу успева да покрене поголем дел од општествените слоеви за ослободителното дело и да обезбеди широка политичка основа за избор на делегати од луѓе до крај верни и приврзани на револуцијата. Не дочека да се радува на победата и слободата на својот народ. Кузман Јосифовски Питу падна убиен од бугарската окупаторска полиција на скопските улици. Во текот на пролетта 1944 година, на територијата на Поморавието и во цела Македонија се водат жестоки и долготрајни борби. Започнува непријателската пролетна офанзива, која окупаторот ја организира против силите на ослободителното движење, ангажирајќи преку 60.000 војници од германските, бугарските, четничките и балистичките оружени единици. Во текот на скоро 2 месеца, од 25 април до 19 јуни, младата револуционерна армија победоносно ја завршува пролетната офанзива, принудувајќи го окупаторот да се повлече во своите гарнизони во поголемите градови, а некој од нив дури и да ги напушти. Во меѓувреме, германскиот фашистички окупатор го прави последниот обид, со секавичен напад да го уништи Врховниот штаб и Врховниот командант на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Југославија Јосип Броз Тито. На 25 мај, на роденденот на другарот Тито, во десантот на Дрвар, германците ги мобилизираат своите најдобри десантни единици. И покрај големата брзина и силниот напад на окупаторската војска, херојскиот отпор и големата пожртвуваност на единиците на југословенската војска, а пред се невидениот самопрегор на младинскиот батаљон и на 6-та личка бригада, ги оневозможуваат целите на десантот. Од целиот план да го заробат врховниот командант маршалот Јосип Броз Тито, на непријателот му успева да ја заплени само Титовата нова роденденска маршалска униформа. Во тој период, ситуацијата на Западниот фронт е се понеповолна за Хитлеровите војски. На 6 јуни, сојузничките армии извршуваат напад и се истоваруваат во Нормандија. Тоа е нов, решителен пресврат во војната. По пролетната офанзива, во услови кога окупаторот трпи се поголеми порази, низ цела Македонија се создаваат слободни територии. Како основна претпоставка за континуирано развивање на новата народна власт и за нејзиното прераснување во повисоки државни органи се до конституирањето на АСНОМ. Забрзаното обновување на слободните територии од 1943 година, проширувањето на нови во Повардарието и во североисточна Македонија, дадоа можност за свикување на селски, градски, окружни и областни конференции на Народно-ослободителните одбори, на кои се вршеше избор на органите на народната власт и делегати, народни пратеници за првото заседание на АСНОМ. Образуваните Народно-ослободителни одбори, чиј број во овој период нарасна на над 500, наедно плебисцитарно изрази волјата на македонскиот народ и на народносите во Македонија за неодложно свикување на АСНОМ во неговото прво заседание.
2. август 1944 година. Овде, на слободната територија, во манастирот Прохор Пчински, над Македонија се раѓа сонцето на слободата. Четириесет и една година по првиот, македонскиот народ го остварува својот втор Илинден. Започнува со работа првото заседание на АСНОМ, за кое беа избрани 116 делегати, чии мандати беа верифицирани. На заседанието е поднесен извештај за дотогашната работа на иницијативниот одбор. Исто така се поднесени реферати, борбата на македонскиот народ против окупаторот и развојот на народно-ослободителните одбори и изградбата на народната власт. Во нив е направена анализа за успешниот развој на ослободителната војна и револуцијата и на народната власт. Народните представници изразуваат увереност дека во ослободителната војна и револуцијата македонскиот народ, заедно со другите југословенски народи и народности, ги постави темелите на првата по самоидовата македонска држава во Југословенската федерација. Неразрушивото братство на македонскиот народ со другите братски народи и народности на Југославија, новата демократска федеративна Југославија, воспоставувањето на народната власт во Македонија се трајни придобивки на револуцијата и гаранција за непречен, слободен, национален и државноправен живот и развиток. Конституирањето на АСНОМ како врховно законодавно и представничко извршно тело на македонскиот народ и прогласувањето на Македонија за федерална држава во демократска федеративна Југославија, делегатите го поздравија како историски акт со кој уставноправно се поставија основите на македонската држава, изградувана во текот на народно-ослободителната војна и револуцијата. Југословенската, а со тоа и револуцијата на македонскиот народ и на народностите во Македонија, предводена од Комунистичката партија на Југославија и Комунистичката партија на Македонија, и стави крај на големата историска неправда, што со децении се создаваше во меѓународните односи во врска со решавањето на македонското прашање. Се прекина едно тешко наследство од минатото, кога така нареченото македонско прашање го решаваа големите сили и шовинистичките влади на соседните балкански држави со меѓусебни договори за сметка на виталните национални интереси на македонскиот народ. Овие величествени историски постигања АСНОМ ги изрази во својот манифест, упатен до македонскиот народ по своето прво заседание со следниве зборови. Од тешките борби и пролеаната крв на најдобрите македонски синови, денеска произлегува првото народно собрание, символ на твојата слобода и изразител на твојот суверенитет. Вековниот идеал на македонскиот народ се постигна. Во манифестот АСНОМ прокламира: Првото македонско народно собрание го прокламира пред целиот свет своето праведно и неповратно барање за обединување на сиот македонски народ врз принципот и со право на самоопределување. Со ова, се вели понатаму во манифестот, ќе се стави крај на робувањето на македонскиот народ во сите негови делови и ќе се создадат услови за искрена солидарност и мир меѓу балканските народи. Манифестот посебно истакнува дека во изградбата на новата држава во целост ќе се обезбеди полна слобода и рамноправност на сите народности во Македонија. Борејќи се за слобода на македонскиот народ, првото македонско народно собрание прокламира права на полна слобода и рамноправност на сите народности во Македонија, се вели во манифестот. По изнесувањето на овие основни принципи на кои ќе се изградува федералната македонска држава во демократска федеративна Југославија, манифестот им се опраќа на македонците што живеат во составот на бугарската држава, односно на македонците во составот на грчката држава. Манифестот се обраќа со повик за нивното учество во борбата против фашизмот и окупаторот. Само во борбата против подлиот фашистички окупатор, се вели во манифестот, вие ќе стекнете право на самоопределување и обединување на целиот македонски народ под покривот на Титова Југославија,
која стана слободна заедница на слободни и рамноправни народи. Нека борбата на македонскиот Пиемонт ве одушеви за посмела борба против фашистичкиот поробувач. Нека патот на овој дел од Македонија стане и ваш пат. Оти само тој води кон слобода и обединување на сиот македонски народ. Нека вашето учество во сеопфатната антифашистичка борба им даде живот на принципите прокламирани на првото македонско народно собрание и нека се избришат вештачките граници што го разделуваат братот од брат, македонецот од македонец. Енергичната и со ништо непоколебива борба на комунистите во Македонија да се спречи секоја надворешна интервенција во ослободителните борби, посебно онаа која беше наметната од страна на Бугарската работничка партија комунисти, ја одреди историската улога на Комунистичката партија на Македонија во овој историски период од ослободителната борба на македонскиот народ. Јакнејќи ја самостојната положба на Комунистичката партија на Македонија, Комунистичката партија на Југославија и лично другарот Тито придонесуваше комунистите во Македонија да ја прифатат историската одговорност пред својот народ. Решавајќи судбински прашања од револуцијата, Тито наедно придонесуваше организационо и идејно подготвена Комунистичка партија на Македонија енергично и пламено да ги брани виталните интереси на македонската нација и да ја оспособи работничката класа да биде хегемон во извојувањето на национална и социјална слобода за македонскиот народ. Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија на својот состанок одржан на 4 август 1944 година со длабоко сознание за својата улога во народно-ослободителната војна и револуцијата, со право можеше во заклучокот на својот проглас упатен до македонскиот народ да констатира дека Комунистичката партија на Македонија ја исполнува својата должност спрема македонскиот народ. Во почетните облици на изградување на македонската државност, АСНОМ меѓу првите своји акти ја донесува Декларацијата за основните права на граѓаните, како и одлуката за воведување на македонскиот јазик како службен јазик во новата држава. Со посебна одлука, АСНОМ изразува благодарност и признание на војно-политичките органи, односно на главниот штаб, за дотогашната севкупна работа и за политичките акции преземени со цел да се изгради вистинска демократска народна власт и да се обезбеди неговото конституирање. Едновремено со ова, АСНОМ им оддава полно признание и благодарност на единиците на Народно-ослободителната војска на Македонија, која во заедничката ослободителна војна со другите југословенски народи ги постави основните историско-политички и правни конститутивни елементи за создавање на нова македонска држава во Југословенската федерација. Овие одлуки донесени од страна на АСНОМ врз суверената волја на македонскиот народ и во остварувањето на неговото право на самоопределување внесуваат неизмерна радост и вистинско одушевување во земјата. Македонскиот народ го согледува крајот на робувањето и почетокот на неговиот нов живот во новата југословенска заедница која се создава под раководството на Комунистичката партија на Југославија и другарот Тито. Постојаниот прилив на нови борци по првото заседание на АСНОМ е огромен. Се создаваат сите предуслови да се пристапи кон формирање на покрупни војни единици, дивизии и корпуси. Во текот на втората половина на летото 1944 година, Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Македонија ја водат својата офанзива и завршните операции за конечно ослободување на земјата. Во првата фаза од оваа тешка и одлучна борба,
Кога германската армиска група Е со сите сили се труди да се повлече кон Германија со што помалку загуби, младата југословенска војска води секојдневни и исцрпувачки борби по должината на главните комуникации против бугарските и германските фашистички војски. На 9 септември 1944 година фашистичка Бугарија капитулира. Борбите во текот на тој период со несмарена жестина продолжуваат против германските единици и против балистичките контрареволуционерни единици. Истовремено со војните акции, Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија и Президиумот на АСНОМ од своето седиште во Горно Брановци со своето делување ги зацврстуваат народно-ослободителните одбори. Тие стануваат основни носители на власта и основни државни органи на Федерална Македонија. Со својата широка платформа за избор на одборници, тие стануваат јадро на постигнатото потполно единство на македонскиот народ и народностите во борбата против окупаторот. По долгогодишното робство под разни освојувачи и ограбувачи, експлоататори и хегемонисти, бескрупулозни потиснувачи на македонскиот народ и неговиот национален идентитет, со својата 4-годишна славна народно-ослободителна војна и револуцијата, поголемиот дел од Македонија за прв пат во својата историја се конституира како држава на македонскиот народ. Овие пожолтени фотографии сами по себе зборуваат за неизмерната радост на македонскиот народ во првите денови на слободата, што секој наш човек го чувствуваше во тие светли часови на слободата. Ретката аматерска филмска камера го овековечила овој прекрасен момент од првите денови во слободен прилеп. Овие историски фотографии и овој редок филмски документ за присуството на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија, на главниот штаб на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Македонија и на највисоките представници на новата народна власт во што туку ослободеното Скопје, се најубава слика за озарените и растреперени срца, за прекрасната солза радосница кај сите наши луѓе кои почнуваат нов живот во нова слободна Македонија. Оваа неизмерна радост и воодушевување, овие искрени прегратки, букетите свежо цвеќе, песните и ората, се само мал дел на се она што во себе го носат сите овие луѓе, сите овие сонцељубиви борци, херои во тие први денови на слободата. Нешто порано, единиците на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Југославија во заедничко дејство со единици на Црвената армија по тешка борба на 20 октомври го ослободуваат Белград. Во незадржливиот полет, народите и народностите на Југославија ја продолжуваат борбата за конечно ослободување на својата земја и целосна победа над фашизмот. И додека на северозапад од Југославија се бијат жестоки битки против окупаторот,
Во наполно ослободена Македонија кон крајот на декември се одржува првото вонредно, односно второто заседание на АСНОМ. Како што покажува овој редок архивски материјал, на него присуствуваат највисоките раководители на Народно-ослободителната војна и револуцијата и огромен број гости. На заседанието е поднесен извештај за работата на президиумот меѓу двете заседанија и се донесени значајни одлуки за развивање на новата народна демократска власт. По ова заседание на АСНОМ, спроведувајќи ги неговите одлуки, на територијата на Федерална Македонија се одржуваат првите избори за над 1000 селски, градски и околиски народно-ослободителни одбори. Тие денови, македонскиот народ и народностите во Македонија едногласно, со радост и гордост, гласаат за новата народна и демократска власт. Гласаат за поупаво и мирољубиво утре, за среќно градење на збратимена Југославија. Во текот на април 1945 година се донесува законот со кој се менува и се дополнува решението на АСНОМ за негово конституирање во врховен законодавен и извршен орган на државната власт. Со овој закон, АСНОМ, како највисок орган на народната демократска власт на Федерална Македонија, прераснува во Народно собрание на Македонија. Врз основа на законот, на 15 април се конституира новата народна влада на Федерална Македонија како нејзин извршен и наредбодавен орган. За прв председател на народната влада е избран Лазар Колишевски. По своето образување, Народната влада на Демократска Федерална Македонија ја донесува оваа декларација во која се истакнува: вековно потискуван, обесправуван и денационализиран, македонскиот народ од Федерална Македонија, во здружени напори со останатите народи на Југославија, под раководство на маршал Тито, се ослободи од своите поробувачи и се нареди здраво во братска заедница на народите на Југославија. Знаејќи дека темелите на постигнатата и национална слобода и демократските придобивки од народно-ослободителната борба се братството и единството со другите југословенски народи и остварувањето на внатрешно единство со другите југословенски народи, меѓу сите народности, албанци, турци, власи, евреи и други, народната влада ќе ги чува како зеница во окото тие темели и ќе биде најбезобзирна против сите шовинисти и сепаратисти, против сите оние што сакаат да ги омаловажат нашите придобивки, што не ја признаваат националната самобитност на македонскиот народ, против сите агенти на големосрбите, големобугарите, големоалбанците и другите рушители на тие темели. Во пролетта 1945 година, единиците на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Југославија, во чии редови со 24.000 борци се наоди и 15-тиот македонски корпус под команда на Алексо Демниевски, на Сремскиот фронт ја бијат одлучната битка за ослободувањето на Југославија. Нанесувајќи му постојани порази на фашистичкиот окупатор и на домашните предавници, кои обезглавено бегаат од земјата, младата југословенска армија постигнува големи успеси. Хитлеровата солдатеска, која на почетокот на војната беше готова да го освои светот, го дочекува заслужениот крај. Таа е наполно фрлена на колена и поразена. Во почетокот на мај, сојузничките армии дефинитивно ја поразуваат Хитлерова Германија и на 9 мај 1945 година Германија официјално го потпишува актот за капитулација. Во Југославија борбата против фашистичките војски за дефинитивно ослободување на земјата продолжува уште цели 7 дена.
На 15. мај, војната за Југославија конечно завршува. За народите и народностите на Југославија започнува нов живот во слобода и мир. Единиците на победоносната народно-ослободителна војска, народот насекаде ги дочекува со цвеќиња, радост, воодушевување, восхит и со револуционерни песни. Распеана е сликата и овде во Скопје. Враќањето на овие горди и храбри борци од 48-та дивизија представува вистински празник на победата над фашистичките окупатори и ограбувачи на Македонија. Со иста радост, ентузијазам и гордост, македонскиот народ и народностите во Македонија започнуваат да ја обновуваат и да ја градат својата разрушена и опустошена земја. Земјата натопена со крвта на повеќе десетици илјади загинати во текот на народно-ослободителната војна и револуцијата. Како феникс од рушевините и пепелиштата што зад себе ги остави окупаторот и поробувачите, цврстите раци и огромната љубов на хероите на обновата ја издигнуваат и ја градат новата слободна и братска заедница. Почетокот на ноември 1945 година, во слободна демократска Југославија се одржуваат првите избори за Уставотворната скупштина. Со своето слободно гласање, народите и народностите на Југославија го потврдуваат она за што цврсто збиени и обединените околу својата комунистичка партија бескомпромисно војуваа во текот на народно-ослободителната војна. Листата, чиј носител е генералниот секретар на Комунистичката партија на Југославија и врховен командант на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Југославија, маршалот Јосип Броз Тито, ги добива скоро сите гласови. Нешто подоцна, на годишнината на второто заседание на АВНОј, на 29 ноември 1945 година, Уставотворната скупштина ја донесува декларацијата со која се прогласува Федеративна Народна република Југославија.
Narodi Jugoslavije ustali su u borbu protiv fašističkih okupatora i domaćih izdajnika, čvrsto rešeni da brane svoju nezavisnost i slobodu i da doprinesu svoj udeo opštim naporima Ujedinjenih nacija protiv zajedničkog neprijatelja. U 4-godišnjoj borbi narodi Jugoslavije ostvarili su svoje čvrstvo, jedinstvo i bratstvo. Oni su krvlju i životima svojih najboljih sinova ne samo pobedili okupatora i njihove domaće saradnike, nego su uklonili sve ono što ih je u prošlosti razdvajalo. Oni su čvrsto rešili da stvore takav unutrašnji poredak koji će im omogućiti miran razvitak i ostvarenje bolje i srećnije budućnosti. Narodi Jugoslavije uverili su se kako u periodu od Prvog do Drugog svjetskog rata, tako i u samom toku 4-godišnje oslobodilačke borbe, da je monarhija bila najveća smetnja stvaranju nove Jugoslavije, bratske i demokratske zajednice ravnopravnih naroda. Oni su se uverili da je monarhija glavni krivac i za sve postupke nenarodnih režima i pre rata, kao i za ono što su naši narodi morali podnositi od domaćih izdajnika koji su bili pomagani od monarhije. Na osnovu toga i saglasno slobodno izraženoj volji svih naroda Jugoslavije, Ustavotvorna skupština na zajedničkoj sednici Savezne skupštine i Skupštine naroda rešila je i rešava u ime naroda i na osnovu zakonskih odluka oba doma. Prvo, Demokratska federativna Jugoslavija proglašuje se Narodnom republikom pod imenom Federativna Narodna Republika Jugoslavija. Federativna Narodna Republika Jugoslavija je savezna narodna država republikanskog oblika, zajednica ravnopravnih naroda koji su slobodno izrazili svoju volju da ostanu ujedinjeni u Jugoslaviji. За народите и народностите на Југославија, прогласувањето на новата братска демократска држава е уште еден голем поттик за натамошно изградување на новата рамноправна социјалистичка заедница, што се роди во Народно-ослободителната војна и социјалистичката револуција. Во годините што ќе дојдат, постојаниот раст и просперитет на социјалистичка Југославија, секојдневната борба за мир, независност и неврзаност, социјализам и самоуправување, се вистински символ на новата социјалистичка федеративна заедница на рамноправни избратимени народи и народности, кои предводени од Комунистичката партија на Југославија, односно од Сојузот на комунистите на Југославија, ја изградуваат Титова Југославија.
Hvala